Еве на повторно во студиото на Здраво Македонија, расположени, ведри, насмејани, различни теми отворивме искрено позади камерите, од математика, Кристина, статистики, зборувавме за математичката гимназија, а застанавме некаде кај докторката и само прегледите, пред да ги видиме рекламите. Споменавте на кој начин може да се направат тие само прегледи, но кои се симптомите кои укажуваат на алармантност дека треба да се посети лекар. И сакавте да довршите мислата, не моравме да пуштиме реклами? Да, нема проблем, тама работа. Јас сум научена да бидам прекинувана, се жалам. Значи, најбитниот момент е, како што реке, повторам, значи, освен основните прегледи, кои што се прават еднаш годишно на ехо, после 40-та година, секоја втора година на мамографија. Секогаш, кога кај жената, кога самата жена ќе осети некоја промена од типот на промена на кожата, промена на структурата на дојката, не мора да биде топче, може да биде и тврдина, неподвижност, промена под пазувата, исцедок од пупката, дали бил бел, жолтеникав, кафеавкасто, црвен. Сето тоа не е за паника, меѓутоа е за да се јави пациентката на преглед. Така. Сега, кога ќе спомнаме дојка одма не асоцирани или на ракот на дојка, белите дробови исто така ги споменавме, кои што и тие ви се специјалност. Но кога ќе слушнаме, убава вест дека некој го победил ракот, дека се излечил од таа подмукла болест. На што се должи, докторке, тоа? На времени прегледи, на исхрана, на здрав живот, дисциплина, совет од докторите кога нели се советува како да го пребродиме тој период? Значи, кај нас во Македонија мора да се пофалиме дека имаме многу добра и тоа маркетинг, него е повеќе кампања за подигнување на свеста во однос на ракот на дојката. И жените се освестени, имаше и скрининг, кој што мислам дека и ќе продолжи. Други две колешки го работат кај нас скринингот на дојка. Значи, многу сме посветени, не само ние, него како држава, има и тука неколку здруженија кои што придонесоа да се подигне свесноста, така да жените... И не само во месецот октомври, кога е? Не само во текот на целата година. Да. Имаат секакви наставни. Не се тоа реклами, повеќе се едукативни емисии. Има наши гостувања, дури месец март е многу, во месец март сме застапени по сите трибини, да речеме. Така да, свесноста кај нас во Македонија е на повисоко ниво. Иако се уште постои страв, значи они знаат дека треба да се јават на преглед жените, меѓутоа се јавува страв дека ќе им кажеме нешто лошо. Лекувањето се должи токму на раната дијагностика. Превенција и рана дијагностика доведува до лек и излекување на оваа состојба. Ја не ја викам ни рак, ни болест, него ја викам состојба, која што може да се реши доколку кај нас има стручни лица да ја дијагностицираат, зборам за Македонија, зборам за сите клиники и надвор од Скопје, не зборам само за Скопје. Имаме добри мамографи, ултразвучни апарати, има добар стручен тим, има добри хирурзи, има добри онколози. Све е баш како што треба за да се излечи пациентот. Да, но свесноста и превенцијата е во тоа што баш онаа стара поговорка што се вели подобро да се спречи отколку да се лечи. Точно, да. Да, затоа треба да се освестиме и да работиме ние како држава повеќе на скрининзи, пошто скринингот на дојката покажа одлични резултати. И треба да се прошири на бели дробови, нели? Мислам дека тоа веќе и во програма на Министерството за здравство. Одлично, супер. Драган, добив порака од гледачите, претпоставам ова се родители кои што се сакаат да го слушнат. Само да се надополнам. Вашиот Без став. квалитетно здравство и образование Нема квалитетна држава, така да. Основата е таа. Да. Велат, дали основците учат повеќе од потребното и на тој начин се ствара една одбивност према предметите, а децата се талентирани по одреден предмет. Мој став е малце и од порано дека се учат преголем број на предмети. Дека ние треба да се фокусираме како образовен систем на помал број на предмети, но во тие предмети, основните предмети како што се математика, мајчин јазик, странски јазик и така натаму, има и други предмети кои што го фаќаат тој опсек на наставни предмети, да влегуваме повеќе во содржина и во суштина. Има такви модели низ светот, ние би требало да да се обидеме како држава или како образовен систем да ги имплементираме кај нас. Иако
од многу учење нема штета. Така да подобро е учениците да учат, отколку да видат на овие сега паметни телефони и времето да го користат со нив. Она што сакав исто за гимназијата да го надополнам, а не го кажа во првиот дел, е дека учениците исто се стимулирани со соодветни стипендии. Секој ученик што е запишан во математичката гимназија има одличен успех, а од втора година до четврта зема државна стипендија. И сега за разлика од други училишта приватни каде што плаќаат родителите и учениците, тука тие се стимулирани од страна на државата. Пак ќе повторам, нивно е само да учат и да ги развиваат своите математички и информатички потенцијали, особено за оние ученици кои што се талентирани и кои што еве природата Господ и дал нешто на кои што на другите не им дал. Така да. Да, но сметате ли дека имате искуство во однос на материјалот, сепак дека некако материјалот како да е расплинет. Има толку многу податоци кои што можеби не се најзначени. Нели може да се симплицифира во кој контекст мислам? Да речеме дека некоја земја, дали од географија или математика, небитно во однос податоците што се истакнуваат, некој да кажеме, еве сега, оваа земја има најмногу тоа и тоа. Не мора да одиме, иако се напишани бројките, но потоа од децата да не се бараат тие како бројки. Доволно е да знае, да речеме, човекот дека таму има тоа најмногу, а оние кои што понатаму ќе се заинтересираат тоа специјалност да им биде, од нив да се бараат оние точни бројки и детали кои што ќе им бидат потребни за работа. Иако нели велат во бројките е вистината, но ќе се согласам со вас. Значи, најмногу тоа зависи од креативноста на наставниот кадар. Некако да се разграничи, нели, едно затоа што е учебникот, а друго е наставникот и неговата креација, како ќе изгледа наставниот час, кои се оние содржини кои што тој ќе ги бари, на кои што ќе се фокусира во однос на учениците. И пак ќе кажам, учебникот е учебник, не знам, интернетот е интернет, но она што може да го постигне наставникот со својата креативност и умешност, не може ништо да биде заменето. Во овие нови учебници, колку што мене ми е познати, колку што имав можност да ги разгледам по било кои предмети, верувајте, овие податоци од типот на, не знам, толку и толку овци има во Австралија или крави има во Швајцарија и така натаму, знам отприлика на што алудирате, ги нема веќе во учебниците, но сигурно дека и такви некои податоци во некоја информативна форма се добри за соодветни споредбени анализи што би требало учениците во некоја возраст да ги прават и од тоа да носат соодветни заклучоци. И тука математиката е пак на преден план, иако можеби разговараме за географија и слични науки, нели сепак и тие анализи и тие се прават врз основа на некои логички размислувања. И знаете како во животот ние носиме секојдневно некои одлуки, некои поголеми, некои побитни, некои понебитни, но ако тие ги сведеме на некои математички параметри и ако во голем број ние ја познаваме таа теорија на веројатност која се изучува во сите гимназии, во сите средни училишта, во дел од математиката, верувате дека нашите одлуки барем пред нас самите ќе бидат математички исправни. А освен математиката, важни се јазиците. Апсолутно. Како велиме, колку јазици зборуваме, толку ја вредиме. Така е, точно Вие сте професорка по италијански јазик, колку италијанската книжевност влијаеше врз вашиот стил на пишување на вашите романи? Убедливо влијаеше, бидејќи е основа, нели, во филолошкиот факултет, затоа што ја изучував италијанската книжевност пред се. Меѓутоа, не верувам дека има посебно влијание во самиот стил на пишување, затоа што освен во поезијата, бидејќи знаеме дека италијанскиот јазик е мелодичен, има посебна естетика и самото тоа, таа звучност, таа мелодичност што ја има, дефинитивно имаше влијание во однос на поезијата. И примамува како инспирација. Да, како инспирација, сензуалена. Да, сензуалена. Може да слушнаме нешто во текот на емисијата, некоја мисла убава на италијански. Треба да размислам. Per favore. Per favore. Така што, да, италијанскиот јазик си носи посебна убавина. Првите книжевници со кои што се судрив за време на студирањето беа секако од Италија. Меѓутоа, апсолутно, Италија има една длабока култура, една длабока традиција на литература, има прекрасни писатели, дела кои што ние ги изучуваме. Мислам и општо читателите сигурно не постои, мислам дека читател да не прочитал нешто од Умберто Еко или од Луиджи Пирандело или некои други писатели од Италија. Или пак Данте Алигиери, Пеколот и така натаму. Така што да, има влијание, меѓутоа секој автор има собствен стил и начин на изразување. Јас мислам дека и секогаш тоа го велам, моите протагонисти во
во делата пред се во фикција имаат посебен стил, односно начин на изразување психолошки, затоа што употребувам многу филозофија, многу психолошки, во повеќе слоеви го гледам да го анализирам протагонистот и да се ставам во негови чевли. Мислам дека тоа е најважното кај писателот, за да може автентично и точно да го долови тоа што треба да го представи. Така. Сега пред вас ги споменавме 4 романи кои сепак секој е засебен, споменавте дека не се поврзани, но исто така дека се и различни жанрови, од романса, фантазија, психолошки, трилери. Што најмногу, Кристина, читате, еве кога сме кај статистиките? Сте направиле ли статистика кој роман најмногу се купува кога зборуваме за жанровите? Индивидуално е. Мислам дека секој читател има посебна... Своја пасија. Да, своја пасија, посебна желба. Има луѓе кои што сакаат едноставно да читаат мотивацијски, например, книги. Но кои најмногу се продаваат? Има и статистички, научни, од стручната фела. Има луѓе кои што велат, јас не можам да читам фикција затоа што немам време. Во денешно време со технологијата и многу ретко кој наоѓа време за романи од типот на фикција, иако пак има голем број на читатели кои што пак тоа го љубат. Така што можам да кажам дека е индивидуално. Јас кога творам не можам да читам. Тоа е затоа што додека пишувам романа, речиси во последниве години постојано пишувам. Тоа значи дека затоа што сепак се чувствува некое влијание. Знаете како, бидејќи како што споменав, секој автор има свој стил, свој начин на пишување. Не сакам да мојот личен печат што сакам да го оставам во романите, нека да е во некои реченици или во дадени сегменти, има некакво влијание. Така што, па мислам дека и така е, дека например во последниот роман има многу истражување за да дојдам до тоа што требаше да го опишам. Јас секако имав позадинска многу голема и длабока работа, така. Но треба да знаеме кога да пресечаме со истражувањето. Не може да одиме само со истражување. Мора да има создавање, а текстот почнува со создавање кога креативноста си ја доживува својата слобода, односно кога ќе прекратиме со истражување. Така што мислам дека јас постигнав еден авторски стил кој што веќе е препознатлив, барем за оние кои што го читаат, и покрај тоа што се во различни жанрови, сепак ќе речат да, ова е од Кристина Краличин. Така. Сте оставила ваш свој печат. Свој печат, препознатливост, и тоа е многу важно. Така. Вече ги погледнаме сликите? Да. Започнеме со Кристина, најблиска до тебе. Со рибата. Да, со рибата. Со Мерлин Монро. Ова е од промоцијата. Ова е всушност дел од настапот мој кој што имаше на самата промоција многу емоции. На сликата се инаку мојата ќерка и мојата мајка, иако не им се гледаат нели ликовите. Оваа промоција внесе многу емоции и луѓето кои што беа присутните, односно рекоа дека за цело време од тие 2 часа останале фокусирани и концентрирани и дека премногу добро поминале, затоа што промоцијата беше малку подолга. Ова е кај Константин Качев, еден мој добар пријател, познатиот уметник. Имавме фотосесија и сакав нешто... Контеса си баш со италијанка. Ете, имамо влијание. Влијанието се гледа. Се гледа, да. Но мислам дека многу добро го долови моментот на облеката, позадината, светлоста. Сакав еден уметнички израз. И ова е дел од промоцијата на кој што се гледа ликовниот уметник Жаклина Николовска, Благоје Чоревски, нашиот доаен во театарот, кој што читаше сегменти од романот. Една од сликите кои што беа дел од промоцијата, затоа што на промоцијата имаше изложба, значи беше збогатена со изложба и имаше представено 10 дела акрил на платно, кои што беа инспирирани токму од самиот роман. Билјана Црвенковска, која е уредничка на издавачката куќа од каде што овој роман е. Овде сум во Стокхолм, во салата каде што се доделуваат Нобеловите награди, и мене посебно ми значи затоа што ретко кој може да пристапи да го присуствува и едноставно ми е добар спомен. Следно. Овде бев дел од жири комисија на Junior Achievement, која што е една од
мислам дека па меѓу најстарите NGO организации во светот и таа година, мислам дека беше 2019 јуни месец, кога бев во Лил, Франција, бев дел од тоа жири кое што славеше практично, одбележуваше 100 години постоење. До мене седи господинот Пол, кој што е, ако ви се познати Пол пекарите низ Европа и низ светот. Беше една фантастична комбинација на жири кој што многу ме инспирираше во текот на животот. Овдека сум на доделување на награди во Берлин. И така, мислам, едноставно има слики кои што ми будат многу убави спомени. Овде патував многу далечно на исток и всушност ова е Хонконг. Хонконг ми беше попатна станица каде што застанав и зошто сум со кесата на попатна станица, затоа што сватив дека дома ми остана 3-4 пара кондури и мене всушност кога разбрав дека тоа ми е недостиг, морав да земам нели да си купам нешто. Јас сум инаку алумни на Флечер Law and Diplomacy School од Бостон, Америка, и овде мислам дека и не се гледа, меѓутоа бевме една компактна група на една школа која што никогаш нема да ја заборавам и тоа искуство што го поминав во Америка. Интересни искуства, интересни слики ни испративте, Кристина. Да видиме на докторката дали се спремни сликите. Драгана, да предност на дамите. Предност дамите имате, апсолутно. Кога сме кај патувањето? Да, јас морам да кажам дека најголемата пасија во мојата фамилија, не само за мене и за супругот, него и за синот, е патувањата. Гледаме да бидат барем 3-4 годишно. Ние не сме многу по гардероби, по облакање, по искачање, по храни, меѓутоа сите средства се насочени на патување. Ова е во паркот на нови доживувања. Нови доживувања, креираме спомени. Така. Значи, ова е во паркот во Сингапур. Паркот е веднаш под Бејмарина хотелот, кој што е на сите слики го има, затоа и не го ставив, пошто секој го знае во вид на брод. Паркот е веднаш кога тука влезоте од Бејмарина и има во себе за аватар дел. На втората слика сум во Тајланд. Ова е Чанг Рај, Чанг Мај, Северен Тајланд, каде што имаше место каде што се заштитуваа слончиња и слонови кои што беа напуштени, не беа дел од некое стадо. И од тука, нели тука тие се чистаат, се перат, се ги храниме, многу интересни моменти се доживува и од тука потоа продолживме во едно село. Ова е жена која што е припадник на Каја на племето, тие се од избеглици од Мијамар, тука се на границата на Тајланд и многу интересен моментот со прстените заради тоа што колку жената има повеќе прстени, толку е поубава. Тука сме Мачу Пикчу. Јас го доживував пред да отидам во Перу Мачу Пикчу како место каде што сигурно ќе доживувам некоја енергија, духовност. Тоа е креирано 15 век од инките и било одмаралиште за богатите инки. И не знам како да го опишам чувството кога отидов. Да отидам и да видиме. Да. Повторно малце се измешани сликите, ма нема врска. Ова е повторно. Тој е паркот каде што го видовте со аватар. Ова е Беј Гарден. Овие се викаат Гран Три, кои што се во вид на дрва и тука е проследено со музика и со светлина и искуството е неверојатно. Значи Сингапур морам да кажам дека е многу интересно место за посета. Повторно е Мачу Пикчу, повторно моето духовно доживување, нормално со мојот партнер, ние имаме така едни два пара со кои што патуваме, јас сопругот и уште два пара со кои што сме редовно на патување. Ова е Игуазу. Игуазу се 275 огромни водопади. Каде се наоѓа? Тоа е на граница помеѓу Аргентина и Бразил. Ова е Јужна Америка. 82 метри е висината на најголемиот, тој се вика ѓаволово грло, да. И сега тука имаме борба меѓу дали е тој најубав, најголем, нели, а сепак дел од 7 светски чуда. Еве ги повторно. Да, ова ми е партнерката со која што патуваме, нели? Супругата на еден од пријателите на супругот.
ете ги тие убавини тука што се редат, нели, колку повеќе прстени, колку е подолг вратот. И е интересно медицински што не се издолжува вратот. Јас тоа го прашав прво луѓе, като чекате со овие прстените како вратот вака се издолжува. Не. Значи доаѓа до спуштање на надклучните коски. Така. Значи они се спуштаат пошто се флексибилни и визуелно вратот изгледа дека е долг. Они ставаат и на рацете и на колената такви метални прстени и колку има подолги потенки екстремитети подолг врат, жената е поубава. Меѓутоа тајната било што ова е легенда, не знам колку точно, тие метални прстени се ставале за да се заштитат жените од напад на тигри. Да. Добро, можно, да. Или од напад на зли духови. Така го кажа. Така нивни суеверија кои сега што е ги има, туристичка атракција. Така да тоа е тоа. Добро, убаво што се смисли да приказна. Да, тоа да. е. Легенди има и кај нас. Јас би се надоврзала овде само пред, ако може, Може, ми дозволите, пред фотографиите. Значи, во романот, се ова вака ми инспирираше, токму се представени домородните населенија таму како што се во Африка. И всушност ваков стил како што сега гледаме од фотографиите, тоа ни носи нели непознато за нас барем од овој крај, ни носи некоја возбуда, тоа го има во романот. Има еден дел со врач, се вика сангома. Сангома е значи исцелител или некој во племето кој што ги лечи луѓето, кој што помага и кој што контактира, односно комуницира со духовите. Практично тоа е опишано во романот, бидејќи Рената, преку очите на Рената ние треба да го истражиме нели делот во Африка и што тој носи со себе, каква потенција и каква возбуда. И всушност доаѓа на место кога има врачот свое како еден вид на сеанса и таа застанува во редот за да врачот незе и каже нешто. И всушност тој чувствува во моментот дека таа ќе дојде до опасност, до одредена незгода која што ќе ја проследи, интуиција. И тука се чувствува таа мистика во романот. И тоа е многу интересно затоа што носи коски од змија, нели се тоа се што го спомнавме и мислам дека сменив која книга за кого ќе биде. Ова ќе биде за вас. Еден мотив за следната книга, да се истражи така малку да ни ги Тајланд. подели романите. И ги поделиме ако имаме време. Многу ми се најдовта во темите некако. Драган, да ги видиме сликите на Драган. Да не траеме до 12. Може да ги видиме сега. Да, можеме секако да. Ајде, Драган, да слушнеме Да, фамилиарно. една семејна фотографија од матурата на мојот син. Гранде фемили. Баш убаво. Да, супругата, двете деца, матурантот е тој во средина. Мајка ми е до мене, супругата од другата страна, нормално, нели? Така, Сестра сите на број. Да, фамилијата на супругата и така. Еден добар момент. Така ги воспитуваме нашите деца во еден семеен дух. Така сме и ние воспитани. А ова е на едно патување, мислам дека е ова Азорен брег. И ние сме љубители на патувањето. Екзотични места. Е тука веќе синот не остава на страна, само сме со малата Ана. Се ми е познато и јас имам тенџери, не сакам да сликам, не можам сега. Може следно. Ова Тоа е не. некаде у нас. И ова е една интересна фотографија, да. Од моите фудбалски така почетоци. Сигурно нема да ве најдеме каде Во сте. основното училиште ова е маршот Тито во моето Оризари. Едно прекрасно населено село, како и да кажете. И во училиштето навистина ги има тие нели тимови кои што се надпреваруваат. Да, тоа беше на ниво тогаш на една олимпијада, како да кажам. И така, тука имаме и веќе понатака добри спортисти и така натаму. Ова е нашата пасија. Со супругата сме постојано на водно. Баш убаво. Да, мислам дека недавно през 2-3 пати скачување или до врвот или до средно водно. Па тоа ни се белите дробови на Тоа се белите градот. дробови на градот и едно А и на нас да ги место користиме, каде што треба секој граѓанин на Скопје жител да го посети и да му биде навика. Да, Едноставно каде, еден животен стил. Така е. Кога Ева веќе го исто, имаме. да, со Димитар. Ова е неговата матура, така, наздравивме моце. Прославивме. Така. Може следна фотографија, режија. Тој инаку исто беше ученик на математичко-информатичката гимназија. Еви тој еден момент каде што може спортот и математиката да додат заедно. Да. Ова е Букуреш. Да. Ова е Европското првенство во фудбал. Македонија играше со, мислам дека беше со Украина. Таму сме верни навијачи, како и секогаш. А ова е од мојот престој во Соединетите Американски држави. Ова е Американскиот конгрес. Имавме средба со можеби 20 конгресмени и сенатори
од Соединетите Американски држави, едно прекрасно искуство, едно животно искуство, како да кажам. И ќе ми остане вечно во памет. А ова се почетоците на Ана за скијачкиот спорт. Да, љубители сме на скијањето и речиси секоја година или секој момент викенд го користиме да ги посетиме и нашата попова шапка Маврово. Така. Ова дури не се сеќам каде. Така. Благодарим и на вас, Драган, што ги споделивте фотографиите од приватниот живот. Свативме дека сакате да патувате, сите да уживате, кој не сака потам да патува и да гледа нови места. Сакаш сега да ни ги поделиш, Кристина, романите или по завршување на емисијата? Како ви Или сакаш мисла на италијански да ни кажеш? Или да играме последната игра? Questo era una bella esperienza, grazie a tutti, è una gioia essere con voi qui e ci vediamo. Превод и ресторација, која сега се имаше со нас во емисијата. Може на крај да кажеме ариведерчи. Дека повторно ќе се видиме. Се уште нема кажеме ариведерчи, имаме уште некоја игра за вас да извлечете ливчиња, нешто за крај кое го крај, нешто јас ја вакав. Еве, Драган, земете да го си таму со прочитаме? Кристина. Да, треба да го прочитаме, ќе ни одговорите. Тоа е некој наш дел од емисијата, кој ќе се опуштиме, ќе се погоди Да? Ајде, што ме Кој е погоди? вашето прашање? Што заборавам? Значи, што најчесто заборавате кога излегувате од дома? Клучеви, паричник. Секогаш телефонот. Да, телефонот, добро, тоа и не е така страшно. Радиација. Радиација, зрачење, да. Искачам со слушалката во уво и секогаш го заборавам телефонот. И кога ќе снема врска? И кога ќе снимам и текно го заборавам. Добро, за некој кој што нели е... Мислам дека и подсвесно го избегнувам, пошто многу звони. На вистина и го доживувам како средство на оптеретување, мада никош е неопходен за со децава кога комуницирам. Така си е, таа. Да. Добре. Драган? Студент Драган? Ако утре ви дадат слободен ден без обврски, како ќе го искористите? Па добро, вие не работите во сабата, нели? Не работиме, но и работиме. Има две опции. На патување? Или ќе, бидејќи еден ден, или ќе поедам на добро релаксирање во моето родно место Оризари, или ќе ги фатам шумите на Бодно. Така. Тоа се двете работи што би ги искористил. Да. Ако имам ненадојно слободен ден, и утрешниот ден ми е слободен. Да, супер. Кој мал ритуал никогаш не го прескокнувате во секојдневниот живот? Денеска кафето на бисера. Да, се честитате по фалеа. Јас сум голем љубител на еспресо. Значи кафе без шеќер и без млеко. Да, и тоа две испи, Кристина, да Да, гледаш. Да, иако се правев дека едно. Прекрасно беше. Мора да те пофалиме, на наистина прекрасно беше. Рековме ќе бидеме скромни, нема да ме издавате, за да не мора да вараме после за целата емисија. Добро. Така, да. Така, уште една минута имаме да се одјавиме Верче, да им посакаме убав викенд. Па така е, да. Ви благодариме што заеднички ја закруживме оваа работна недела, што споделивте ете така убави информации и професионално онako што верувам дека ете беа од користите оние совети кои што ги дадовте во делот на медицината, образованието и секако литературата. Верувам дека на сите им беше пријатно секако и мене како дел од емисијата, верувам и вам како гостија, секако и на нашите гледачи дека со леснотија ќе ги завршат денеска обврските, еве, ги релаксиравме, па некако да убаво и тие го заокружат денот, да ви сакаме секако успех во сето она кое што го работите и да се гледаме за убави работи. Благодариме. Прекрасно искуство, мора да кажам. Така, се гледаме повторно. Секако нема да биде последно гостување. Писаре, кое музичко издание го имаме сега? Не сум сигурна, Верче. Секако ќе се свежиме со музика. Мислам дека со нокаут, но ќе видиме сега заедно ние со гостите, а вие останете со нас. По музичката пауза се враќаме повторно во студиото.